Безбедноста при работа во делчевските институции и фирми во втор план. На овој заклучок наведуваат податоците од Општинската организација на Црвениот крст во Делчево, надлежна за спроведување обуки за прва помош при работа согласно со Законот за безбедност при работа. Во 2016 се организирале само 3 обуки при што се опфатени 16 кандидати, а меѓу нив не се ни општините, ни против пожарните екипи од крајниот исток. Интересот е многу мал, како што реков и ланската година имам одржано 3 курсови, тоа е недоволно, значи треба да продолжат да ги пријавуваат кандидатите и да ја завршат оваа обука. Значи овој слаб одзив од страна, значи на фирмите, на работодавците, значи не оди во прилог, значи кога ќе настане некоја повреда, односно за укажување на здравствена заштита и квалитетна работа при самата фирма. Една лиценца по работник чини 1200 денари, а за 20 вработени е потребно да се обучи еден работник, а Општинската организација на Црвениот крст им издава лиценци на кандидатите. За таа цел Општинската организација спроведува 3 вида на обуки, и тоа 3 курсови, и тоа основен курс кој трае 6 часови, напреден курс 1 кој трае 8 часа и напреден курс 2 кој трае 15 часа. Обуките ги држи лиценциран доктор кој ги учи кандидатите како да постапат при несреќи при работа. Така да овие обуки содржат прво безбедносно изнесување на безбедносен терен да се заштитиме самите себе. Првата помош содржи, значи реанимација, односно масажа на срце со вештачко дишење. Исто така има обука во делот, значи на повредите, како да се направи безбедносна преврска, да се запре крварењето и останатите со позиции, односно како да се намести во соодветна положба. Одговорот на прашањето зошто го нема интересот кај фирмите и институциите за овие обуки лежи во фактот што трудовиот инспекторат во Делчево веќе 4 години нема инспектор по безбедност при работа. Со пензионирањето на инспекторот кој бил надлежен за Делчево, но и за Македонска Каменица, Пехчево и Берово, ги нема контролите, а спласни и одговорноста кај работодавачите, па тие сега се оставаат на свеста и среќата да нема несреќи. Инаку пред неколку години фирмите со 100 вработени има обврска да набават дефибрилатори кои чинеа над 2000 евра. Според нашите информации, овие апарати се набавени од фирмите, но најчесто тие не ја наоѓаат својата примена.